Крушево преполно за великденските празници, како во приватното сместување, така и во хотелите. Гостите во најголем дел се од држава кои што сакаат великденските празници да ги поминат во еден од нашите најубави градови, обкружен со прекрасна природа, а ќе имаат можност да ги посетат и едни од најстарите цркви и манастири кај нас и да бидат дел од великденските богослужби кои што деновиве ќе ги има таму. Околу 2000 легла во Крушево се пополнети, се бара место повеќе. Оваа година туристичката понуда е зголемена. Имаме доста настани кои што започнуваат од Великден па траат во текот на целото лето. Ние како општина Крушево сме во постојана врска со и комуникација со туристичкиот сектор, што е многу битно за да го представиме Крушево како атрактивна дестинација за 4 сезони. Според издавачите на апартмани, оваа бројка за Великден зборува дека Крушево ќе има добра туристичка сезона која што предстои, особено при промоцијата на зелената приказна, затоа што Крушево лани влезе помеѓу 100-те топ светски зелени дестинации во светот. Нудиме доста активности за сите туристи, и домашни и странски, како што знаете, параглайдинг тука е прва главна активност која што ја нудиме, маунтен байкинг или планински велосипедизам, тури со планинарење, пешачење, посета на музеи, внатрешни тури, посета на целиот град, значи има доста активности, адреналинскиот парк работи исто така, понуда исто така и на целокупното културно наследство кое што ние го имаме како град и сите традиции кои што ние ги негуваме тука како крушевчани. 90% од гостите се наши домашни туристи, македонци за овај празник. Иначе секогаш за продолжениот викенд, обично за Великден и другите продолжени викенди се бара место повеќе. Имаме и туристички места каде што можат да направат викенд скара надвор од хотелите, доколку временските прилики дозволуваат. Великденските празници ја отвораат сезоната во Крушево, градот кој полекано сигурно ја изгради приказната, дека ова место е дестинација за сите 4 сезони во годината.